Утрово задоволство ми е да кажам добро утро за четворица млади луѓе. Тоа се Ангел Анѓушев, Бобан Кусигерски, така е, ви го грешат презимето, Анастасија Игњатовска и Фросина Максимовска. Добро утро. Вие сте сите студенти на 4-та година на Машинскиот факултет во Скопје и направивте прототип на скейтборд за деца со посебни потреби. Раскажете ми како дојде, како почна се? Да, па еве ќе почнам јас. Добро утро и на вас и на гледачите. Значи, нашиот професор Атанас Кочов имаше видено некое видео на Твитер каде што нели се гледа како една мајка го турка своето дете на слична направа и ни го покажа видеото и не праша дали ние би можеле такво нешто да направиме. И сега затоа што нели нашиот факултет не е само за оценки, за дипломи, туку и да го искористиме знаењето за нешто подобро, се согласивме да се обидеме и мило ми е што успеавме. Кажете ми, тоа е прототип, се уште иновација, но вие веќе го успеавте да го испробате и со деца и со лица што посебни потреби. Го пробавме на неколку дечиња кои што се покажа добро прототипот и во дискусија сме сега со деканатот на факултетот за да изработиме уште неколку варијанти. Првичната идеја, како што кажа Ангел, беше само за да може да видиме дали ќе функционира сето тоа, меѓутоа сега размислуваме и од медицински аспект, за тоа ќе ви каже подоцна и колешката. Размислуваме од медицински аспект да ја промениме конструкцијата, наместо скейтборд да ставиме помагало, односно ортози, со кои што ќе може тоа да добие една друга варијанта. Кажете ми сега, таа направа, еве можеме да ја видиме на екраните, е прилично гломазна, некаде прочитав податок дека, или вие ми кажавте дека 60 килограми е тешка, што е, нели, за... Не, 60 килограми може да носи. Издржува, добро. Да, е околу 25 до 30 килограми. Сепак е тешка за секојдневна употреба. Кажете ми, дали вие се поврзавте, рече вашиот колега, дека се поврзавте со некои специјалисти, лекари, кои што ви помогнаа всушност во тоа како да го конструирате овој прототип? Имавме дискусии, значи, со стручни лица, со доктори специјалисти, со физиотерапевтите од Центар за церебрална парализа, кај 11 октомври училиштето. И тие многу ни помогнаа во тоа кои точки од телото на корисникот се критични и кои треба да се фиксираат. Значи, бидејќи ние сме сепак идни инженери, во таа смисла не сме толку стручни и учиме сепак во тие полиња. Разговорите со стручните лица многу ни помогна и со така разговори со родители на такви деца, како изгледа секојдневниот живот со нив, како кои се проблемите со кои што тие секојдневно се соочуваат и на кој начин би можело ние некако да помогнеме и да придонесеме. Кажете ми за вашата средба со ова детето, со малиот Иво, што го видовме на фотографијата. Да, првата средба ни беше со детето Иво, имаше околу 8 години. До тогаш ова сето го гледавме како работа, но од кога се запознавме со него, свативме дека е многу посериозно нешто и дека треба целосно да се внесиме ако сакаме да успееме во ова. Детето беше пресреќно. Насмевката што ја добивме од него, мислам дека е бесценет полкован. И тоа не натера да продолжиме да работиме и да размислуваме понатака на поголеми цели. Да подобриме нашето помагало, за да може да опфати повеќе лица на кои ќе им биде од помош. Зошто го нарековте скейтборд? Да, името дојде доста спонтано. Не размислувавме премногу околу тоа, едноставно го нарековме така затоа што содржи скейтборд и затоа што меѓу нас така го викавме, стари скейтбордот дали го направивме и потоа така. Инаку официјалното име како беше? Помагало за лица со попречености. Освен тоа, ние сакаме и нели лицата со попречености да се чувствуваат како навистина да спортуваат, бидејќи зборот помагало веќе доволно пати го имаат слушнато во животот. Да. Ова да звучи како некој забавен начин, некоја играчка со која затоа е скейтбордот А дали е навистина забавен за дефинитивно? Да, па ние видовме само позитивни вибрации, позитивни одговори од корисниците кои го испробаа, така да нема причина зашто... Да. Кажете ми, што е сега судбината, што ќе биде судбината сега на овој прототип? Бидејќи рековте треба да се работи се уште на него, за да можат и повеќе деца и повеќе луѓе да го користат. Така.
Што ќе биде судбината? Што е понатаму следниот чекор? Како што кажа нашиот колега Бобан, сега сакаме да продолжиме да го развиеме за во медицински цели. Во тоа би значило да можат лицата со попреченост да извршуваат и некакви физички активности или вежби кои ми се потребни за да ги развијат нивните мускули, зашто најчесто имаат проблеми со мускулите, не им се доволно развиени. И тоа би било првична цел, да се тргне скейтбордот, за да може да се стави платформа или нешто друго што ние натака треба да размислиме и да се договориме, за да има поголема примена, да не се ужи само како забавен дел. Вие дали сте вие за тоа да ова помагало, оваа направа да се комерцијализира, значи да се продава на пазарот? Што мислите вие за тоа? За сега не сме размислувале многу во таа насока. Значи, во Македонија пазарот за такви работи не е преголем, така да останува да видиме. Значи не знаете што ќе биде понатаму. А дали и понатаму факултетот ќе ви овозможи да работите на развивање на оваа направа? Да. Тоа што спомнам со деканатот, што уште сме во дискусија, имаме договор за, тоест треба да се договориме за дали три беа? Причината не беше од факултетот, сега веќе е поддржано од факултетот. Да, за сега од факултетот сите позитивни сигнали ги добиваме. Добро, кажете ми дали се случува често на вашиот факултет или дали се инспирираат, инициираат студентите да одат во оваа насока на иновации? Да, мислам дека да. Секогаш доколку се пружи, мислам да се покаже интерес од страна на студентите, тој нема да остане незабележан, да. Секогаш се нуди поддршка и развивање на идеите. Сепак целта на нашиот факултет е тоа да, како што кажа Ангел, да не е само теорија и учење напамет нешто или добивање оценки и диплома на крај, туку сепак да има некој резултат, нешто физички да излезе од целата на работа. Велите секогаш кога има интерес, а дали има интерес меѓу вашите колеги? Еве вие се издвоивте некако со оваа ваша најнова задача што ја извршивте, што ја направивте. Дали има интерес меѓу вашите колеги? Колкав е тој процент? Можете ли некако да ми направите некоја споредба? Во последните 2 години мислам дека почна. И оваа година, јас сум дел од тоа. Да. Има во склоп на факултетот се формираат 6 тима кои што се задолжени за извршување на некој различен проект. И секоја година се организира ова и мислам дека значи уште е во почеток, меѓутоа се повеќе ќе добива на големина. За сега мислам дека учествуваат околу 5-60 студенти од сите години на факултетот, значи од прва до четврта. Добро, и во која насока ќе се развива таа ваша група? Значи проектите секоја година се различни и се разгледува, значи се праќаат на факултетот и потоа факултетот одлучува кој ќе ги финансира и кој ќе ги прифати за да се изработуваат. Да, тоа не го кажавме. Каква е финансиската конструкција на вашиот скейтборд? Да, значи главната конструкција или челичната конструкција е донирана од фабриката Брако од Велес, додека некои од деловите кои служат за фиксирање и за потпора на пациентот се донирани од Ротари клубот Скопје Интернешнл. Да. Кажете ми како се одвиваше самиот процес, бидејќи вие ќе бидете инженери. Значи кажете ми повеќе за процесот, како дојдовте од тој стручен аспект, кој ви помага, дали професорот Кочов ви помагаше, колку ви помагаше? Да, дефинитивно професорот Кочов беше со нас од почетокот до крајот и се уште е тука за ни пружи поддршка. Значи почетокот беше прво да ни го покажа видеото, како што кажа колегата. Да, тоа го кажавте, да. Потоа од таму пристапивме кон проектирање, значи седнавме заедно. Професорот ни овозможи каде да се договориме, да имаме своја канцеларија, да може да дискутираме. Седнавме заедно и секоја недела имавме по еден состанок или по 2 состаноци, за да може да го финализираме продуктот, значи проектирањето, колкава дебелина да бидат цевките, од кој материјал, како да се изведе сето тоа. Го работевме ние самите, потоа готовиот модел го испративме, како што кажа Ангел, во Брако и од таму ни го испорача. Така. Само да ве прекинам уште едно. Кажавте дека структурата е гломазна, меѓутоа не е. Направена е со цел да може да се демонтира кога не се користи, за да може еден родител не, ама мислам дека 2 родители би можеле да го склопат без никаков проблем.
Така. Добро, вие сте при крај на студиите, имате уште 1-2 семестри, не знам, на машински, повеќе се учи. Да. Кажете ми, како размислувате за едината? Многу млади луѓе се заминуваат од Македонија. Дали вие размислувате во таа насока или сепак да останете тука да допринесете? Па, мислам дека сите се мачиме околу тоа прашање да одлучиме, особено во последниот период, веќе кога сме при крај на студиите. Јас лично, за сега планот ми е да останам тука во Македонија. Меѓутоа, не знаеме како ќе се движат работите, да кажам. Меѓутоа, сметам дека доколку човек е заинтересиран и квалитетен, дека не е само оправдание да се излезе надвор и да се биде успешен и да се напредува во кариера, да искористиме и тука што се нуди, јас мислам, да придонесеме, да учиме колку што е возможно, да стекнуваме искуство, па доколку излезе некоја добра прилика, можеби дел од идната кариера би оствариле и во странство, па пак би се вратиле, се останува отворено за сега. Да, ова прашање на сите ви го поставувам. Јесно. Мислам дека првична цел на сите ние е да дипломираме во најбрз можен рок. Барем јас за сега после сите ќе бараме работа. Мислам дека ако не излезе, како што кажа Анастасија, добра прилика, сите би ја искористили и би останале. А од друга страна за образованието, мислам дека сите би продолжиле на магистерски понатаму. Мислам дека и факултетот ни нуди доста добри програми за да продолжиме во таа насока. Мислам дека сите го немаме одговорено тоа прашање, се уште не мачи, не знаеме точно конкретен одговор дали сакаме да останиме, секако дека би сакале да останиме тука зашто сите ни се тука во друга смисла, а од друга страна мислиме дека странство би нашле друга прилика, не знаем. Така е. Вие? Па, јас лично немам никакви конкретни планови за иселување од земјава, но ете, никогаш не се знае какви шанси и прилики ќе се пружат во животот. Мислам дека пазарот за машинските инженери, за квалитетните машински инженери е прилично голем во моментот и дека на сите места каде што пред некоја година бевме на прошетка за посета на фабриките во Македонија и скоро на сите места ни кажаа дека се бараат добри машински инженери. Меѓутоа, платите ќе видиме какви се со текот на времето. А со тоа останува да видиме. Треба да се зголемат платите според вас на инженерите? Дефинитивно. Имате информации како се платени на пазарот на трудот? Имам информации дека не е таква платата како што замислувавме. Кога се запишувавте на овој факултет? Да. Затоа што друга димензија добива тоа инженер. Така е. Многу ви благодарам за тоа што дојдовте во утрински брифинг и многу ви благодарам што размислувате и пошироко само од оценките и од завршувањето на факултетот.